Општина Кривогаштани во изминативе неколку години, значи почнувајќи од 2013 година, интензивно покрај останатите проекти исклучиво своите активности ги насочува кон развој на економијата. Во таа насека во општина Кривогаштани беше разработена комплетна индустријска зона во населеното место Слави со капацитет од 6 хектари. Имено во изминативе 2,5 години комплетно беа распродадени тие капацитети, каде што моментално имаме тројца инвеститори, од кои што две фабрики се однесуваат за производство и преработка на конзервиран зеленчук, а додека третата фабрика ќе биде за производство на замрзнат зеленчук. Имено моментално во индустријската зона Слави функционира фабриката Кривогаштани промет, а додека Дойл Стефан и компанијата на господин Оцеле Петрески се во фаза на реализација и според најавите од инвеститорите веќе во оваа година ќе почне работата и на овие две фабрики за производство на зеленчук. Покрај тоа, во близина на самата индустријска зона имаме уште еден помал капацитет, тоа е фабрика за производство на кори и тестенини, каде што фирмата Чиколукс исто оваа година ќе почне со производство и тоа зголемен капацитет него досега. Несмалено, значи, расте интересот за индустријската зона Слави, што во наредниве денови веќе се одржува и ќе се одржи и јавното надавање за аукцијата, односно на продажбата на земјоделското земјиште, кое што е во собственост на Република Македонија. Се работи за површина од 550 хектари. Моментално, според моите информации, двајца сигурни ќе имаме лица кои што ќе се јават на таа аукција и се надевам дека за 10 дена во наредниот месец, тоест месец февруар, веќе ќе се знае концесионерот и за тој дел на тоа земјоделско земјиште. Исто така, во делот на индустријската зона Слави, општина Кривогаштани веќе ги почна подготовките за проширување на самата зона, бидејќи имаме уште тројца потенцијални инвеститори кои што исто така сакаат да инвестираат во делот на преработката и производството на земјоделски производи пред се пиперката. Имено сегментот и кој е бенефитот од отворањето на овие стопански капацитети се работи, значи, за три сегменти, три бенефити кои што ќе ги види самото население. Пред се ќе се работи за зголемен откуп на земјоделските производи, односно пиперката, зголемување на самата цена кај самите производители, а и ќе се намалат трошоците за обработка на истата, бидејќи ќе се работи за работа во самата зона Слави. Имено, моментално, како што напоменав, индустријската зона Слави е 6 хектари, а додека општина Кривогаштани пронајде уште 7 хектари слободна земјоделска површина и почнуваме, значи, во наредниот период техничката документација, истата таја да ја вклопиме во постоечката индустријска зона, каде што ќе направиме две евентуално три парцели во зависност од потребите на инвеститорите. Ме радува фактот што покрај домашни, поголем број домашни, имаме и странски инвеститори и општина Кривогаштани ќе биде препознатлива по бројот на стопански капацитети во наредниве неколку години. Општина Кривогаштани е втора општина во Република Македонија по производството на така наречената куртовка капија. Прв регион е Струмица, ние сме веднаш позади Струмица и можам да речам дека 80% од населението во општина Кривогаштани се занимава со производство на пиперки, покрај останатите дел сточарство и дел тутоно производство. Општина Кривогаштани, значи, општина Кривогаштани сака да го привлече секој вид на инвеститор, без разлика дали се работи инвеститор од Република Македонија или надвор, и сите оние надлежности и бенефити кои што нашата општина, односно се во надлежност на локалната самоуправа, ќе им бидат понудени на самите инвеститори. Од делот на комуналните дејности, односно намалувањето на комуналиите, излегувањето во пресред на сите технички документи и документации при вадењето на одобренијата за градба, како и друг бенефити кои што се во склоп на општина Кривогаштани. Покрај овие бенефити, општина Кривогаштани направи една акција за реклама, да речем, односно презентација на општината и сите оние можности кои ние како општина ги нудиме. Општина Кривогаштани во изминатите години не беше некоја дестинација која што инвеститорите ја знаеа, меѓутоа покрај, како што напомена во почетокот, покрај тоа што ние како општина се залагавме за останатите
инфраструктурни проекти, посвети внимание на економијата. Во тој дел беше и соодветна реклама, не само во Република Македонија, туку и надвор од Република Македонија, со презентација на нашите можности, капацитетите, урбанизацијата на голем дел на населени места, индустријски зони и доколку постојат интерес, има... Интересот со текот на времето се зголемува, поварувачката ни се зголемува. Работиме 8 години до сега. Со тоа што ни се зголемува поварувачката, а нашиот капацитет на производство е мал и затоа со овој објект планираме да ни се зголеми и производството. Моментално во килограми се произведуваат од 100 до 150 дневно готови кори. А со новиот капацитет? Со новиот капацитет се надеваме дека околу 500 до 800 килограми дневно ќе имаме производство.